Во основа првата одлука беше да бидат испратени само повредените со изгореници, надворешни изгореници на кожата. Таа одлука е променета, сега и повредените со белодробни оштетувања може да бидат вклучени во рехабилитацијата на Пониква. Секако вклучувањето е на доброволна основа и зависи и од желбата на повредените. Бидејќи ова рехабилитација не го исклучува функционирањето на општата болница во Кочани, која покрај тоа што ќе бидат поголем дел упатени во Пониква, сепак продолжи со редовна работа и општата болница Кочани. Првата група е формирана, за некои не се достапни, некои имат други планови, така да не сите ќе се вклучат. Меѓутоа, сите што сакаат да ќе бидат вклучени. Во првата фаза тоа се околу 60 повредени, меѓутоа ние знаеме дека се уште не се сите повредени вратени, има повредени што се уште се третира на контроли во Пирогов, има што се во болници во странство и во Македонија, така да овој процес ќе трае со нови повредени. Истовременно овие компресивни ракавици, компресивната облека треба да се менува од време на време, значи тоа ќе биде континуиран процес и има потпуна гаранција дека сите ќе бидат опфатени кои имат потреба. Слично е со компресивните маски за врат и за лице. Тие се сега за сега 8 повредени на кои им се земени 3D мерки. Тие маски ќе бидат изработени во Германија. Ја покрај најтешките би ги вклучили тешките, би биле околу 40, значи околу 1/4 се тешки повредени, 1/4 се средно повредени и 1/2 се полесно повредени. Рехабилитацијата ќе трае долго. Нашето искуство со тешки изгореници од претходниот период, например, сме имале лекување во Пирогов кои траеле до 2 години. Не стана збор за континуирано лекување, туку периодично лекување, значи овој процес ќе трае. Ние сме тука колку да тој процес трае. Често се поставува прашањето што направи државата за повредените од Кочани. Да почнем од почеток. Прво, веројатно имавме најмасовната операција во историјата за згрижување и триажа на повредените. Зборам за стотици тимови на итната медицинска помош со стотини транспорти. Бе ангажирани итна медицинска помош од Струмица до Тетово, од Дебр до Кратово. Јавни здравствени установи, приватни здравствени установи. Зборам за невообичаени транспорти, бидејќи се транспортира повредени кои беа тешко повредени, беа во животно загрозувачки состојби, добар дел од нив. Немаме ни еден починат во првата фаза на прифаќање, што мислам дека е исклучително голем напор. Од 187 повредени кои беа хоспитализирани, 116 беа на лекување во странство, другите останаа на лекување во земјата. И лекувањето во странство треба да се гледа како државна подкрепа, бидејќи е обезбедено од страна на државата. Спрема досега просечните трошоци на лекување во Свети Наум Охридски се околу 5000 евра по повреден. Рехабилитацијата трае со тоа што во основа се адаптираме на процесот. Не можам во овој момент да кажам колку тоа се ќе чини, бидејќи ќе трае, ама можам да кажам дека претходните лекувања во странство чинеле од 150 до 250.000 евра. Значи, збориме за долги и интервенции кои ќе барат подолга финансиска подкрепа од страна на државата и ние сме тука. И во основа
го адаптираме планот спрема потребите. Значи, иако беше првично предвидено да сите потреби бидат задоволени во трите скопски болници, во клиниката за пластична хирургија 8 септември и Светина Охридски, сегашната состојба е дека во основа 8 хоспитализираните повредни кои се во Скопје, веќе сите други здравствени услуги се реализираат во општата болница во Кочани. Значи, таму веќе со подкрепа од тимовите на хирурзи од Светина Охридски и од клиниката за пластична хирургија, веќе започна од вчера да се спроведува први пат третманот таму, за тој третман доаѓа во Скопје. Претходно беше донесена одлука за обезбедување на спирометри и гасни анализи во Кочани, покриено со пулмолог од 8 септември. Веќе во првата фаза беше одлучено физикалната терапија да се одвива таму, така што во основа веќе се формира јадрото на услугите што ќе бидат давани на повредените во општата болница во Кочани. Ово не го исклучува и сета друга помош. Од еволуцијата ќе зависи што понатаму. Дали ќе биде неопходен можеби третман во странство, продолжување на третман во странство. Ние веќе за контролни прегледи на повредените од Пирогов одобривме тоа да биде на сметка на државата, бидејќи сака контролните прегледи да ги направат таму. Ќе погледнеме во совет со конзилијарниот тим дали има неопходност некој да биде третиран од повредените да биде третиран во странство, и тука сме комплетно посветени понатаму. И јас не би го направил ова трка кој вложил повеќе, кој вложил помалку. Помош од било кого е добродојдена и не треба да биде одбиена и отфрлена. Има простор за поддршка од сите. Меѓутоа сакам да уверам дека државата со сите своји институции целосно е посветена на процесот и дека ќе го следи до кога и да треба, до кога и да трае процесот. Во основа проценката е направена да се следи состојбата, фактички тој е конзилијарен тим од 7 специјалисти од Скопје кои прават проценка за статусот и за понатамошните потреби. Ако на поведените им изгледа кратки средбите, морам да кажам дека на тимот се достапни отпусните писма од нашите болници, од странските болници. Значи, тој тим ги има комплетните болнички досија при себе, така што има и други информации надвор од комуникацијата со поведените. И ние во основа размислувавме за неколку специфични повреди да поканеме странски експерти, бидејќи ние не криеме, ние немаме доволно искуство во справување со изгореници. Годишно имаме 5-6 изгореници, во 4 години ми се чини беа 30 изгореници, и кои најчесто не се од пожари, туку се од друг тип на изгореници. Има специфичен тип на повреди каде што веќе ќе треба да се консултираме со странски експерти. Веќе за компресивната облека и за компресивните маски се покажа дека тие нема материјали во Македонија кои може да бидат изработени, а компресивните маски дека треба во Германија да се изработат. И тука нема што да се правиме непотребно храби. Јас сум сигурен дека нашето здравство може да го обезбеди најголемиот дел од услугите здравствени што се потребни на повредените, онаму каде што немаме доволно искуство и каде што нема доволно познавање, секако ќе се обратиме за совет кон странски експерти, како што го направивме и во првата фаза на триажа и во згрижување на повредените. Покрај тоа што има 50 доктори, 100 сестри,
има 6 лица кои се ангажирани за физикална терапија, од кои 2 работат со редовните пациенти во Кочани, а 4 работат со поведените. Еден е, мислам, испомош од клиничката болница во Штип. Покрај ова би нагласил дека општата болница Кочани има буџет од 4 милиони евра годишен. Значи не станува збор за болница која е оставена без ресурси, без и финансиски и без човечки ресурси. Оно што може би недостасува проблемот е што најголем дел од поведените се вратија од 20 земји, од 30 различни болници, со 30 различни протоколи како се третират. Во секоја земја се користат различни средства за пост-акутен третман и не беше возможно да сето тоа биде присутно во земјата, бидејќи дел од тие работи не се регистрирани во земјата. Мислам дека тука донациите доста помогна заради брзината на действување и скратување на процедурите. Меѓутоа, ова ќе биде долг процес и ние сме комплетно тука посветени да сега и со новата реорганизација во општата болница во Кочани, со назначувањето на Катерина Мирчовска за директорка, да болницата си ги презема овие функции. Фондот за здравствено осигурување е тука да доколку се јават дополнителни финансиски потреби, го зголеми буџетот на болницата. И тоа колку да трае овој процес, 1-2 години, таа поддршка сигурно ќе биде обезбедена од државата. Бројката варира спрема првичните анализи со 2 дена или повеќе болничко лекување беа регистрирани 187 болни. Спрема комисијата, лекарската конзилијарен тим што правеше проценка, дојде до 191 поведен. Ја говорам за околу 200 поведени, меѓутоа некои од нив имале обични гребаници или слично и после првата помош биле отпуштени дома и немале потреба од никаква дополнителна грижа. Значи, избориме околу 190 луѓе кои на еден или не друг начин биле евидентирани дека имале повеќе денови здравствена заштита. Од тие, последната информација ја што имам, се 10 се уште на болничко лекување, 5 во странство и 5 во земјава. 3 на клиниката за пластична хирургија и 2 во Аџибадем Систина. Морам да кажам, бидејќи јас сум учествувал во претходната кариера во хуманитарни катастрофи и во справување со хуманитарни катастрофи, ми се чини дека македонското општество доживеа мобилизација како и јас во мојот животен и работен век не сум видел до сега. Јас некогаш велам, не дај Боже да се разболете во петок после пладне, генерално за време на викендите болниците и здравствените установи функционираат редуцирано на ниво на дежурства, меѓутоа имавме една невидена мобилизација, која моменти може би изгледаше хаотично, меѓутоа обезбеди да ние немаме ни еден починат поведен за време на транспортот и триажата во кон Скопје и кон странство. Мислам дека тоа е огромен успех што го постигнавме и колку мина преживеа после трагедијата е јасен показател дека ја постапивме исправно. Сега, ова се случи спонтанно и среќа што имаше масовна мобилизација. Во основа нашето вклучување во Европскиот механизам за итни состојби наметнува некои обврски испрема Македонија. Ние имаме и систем за акредитација на здравствените установи и за жал малку установи се акредитирани. Зошто го кажувам ова? Дел од акредитацијата е планот за постапување во итни состојби
И, например, 8 септември како болница има таков план и околу 1 месец пред трагедијата во Кочани има вежба на национално ниво за спроведување на планот и од раководството во таа болница добив повратна информација дека тоа искуство било многу корисно, зашто помогнало да болницата соодветно се организира и реагира на настанатата состојба. Така да мислам дека оно што треба да го научиме дека мора се случуваат друг тип на катастрофи во нашата земја и мора овие планови за итна реакција на здравствениот систем да бидат имплементирани на национално ниво и во ургентните центри низ земјата. Во Кочани видов две од повредените што беа први трансплантирани за Папа Николау во Солун. За мене тоа беше доста емотивна состојба, на исчекување што ќе се случи и на голема радост дека ги видов назад вратени во Кочани. Оно што можам да го кажам, како што бевме посветени во првите сати, во првите денови на трагедијата во Кочани, исто така сме посветени и сега и ќе станеме посветени во иднина колку што е потребно да не закрепнат и не се рехабилитират сите повредени од трагедијата во Кочани.